Почитувани гледачи, ова е програмата на ТВ каналот ВИС. Вообичаено ТВ каналот ВИС како регионална телевизија ги следи најновите случувања или пак новитетите кои што доаѓаат од единствениот Балкански офталмолошки центар со најсовремено опрема, тоа е Европската очна болница. Со нас е медицинскиот директор, ако можам така да го насловам, Диме Заев, по потекло од Струмица, но и човек кој што е задолжен за анестезијата во оние хируршки интервенции при Европската очна болница. Господине Заев, добре дојдовте на програмата на ТВ каналот ВИС. Пред се, сакам да ви се заблагодарам на поканата и чест и задоволство ми е да ги информирам нашите драги струмичани за сите новитети што се случуваат во Европската очна болница. Не само струмичани, затоа ја реков во најавата дека сме веќе регионална телевизија, така што Радовишани, Валандовчани, Гевгеличани, па се до Дојран како регионална телевизија. Голем поздрав до сите така, гледачи. Од Југоисточна Македонија не следат. Реков дека ве повикавме за да соопштите некои новитети во однос на она што ќе дојде од Европската очна болница и веќе на големо се подготвува, а тоа не е една мала работа, според моите информации, трансплантација на рожница. Докаде е постапката, кога можеме конечно во Македонија, на Балканот и во Европа, еден од ретките центри, тоа да го прави таа трансплантација на рожница? Трансплантацијата на рожниците представува една од поредките и потешките операции, посебно кај оние пациенти кои што имаат сериозни оштетувања на самата рожница. Задоволство ми е веќе да кажам дека за доста брзо време, од прилика за 1 месец, веќе очекуваме увоз на корнеи и на рожници од Америка. Првата трансплантација ќе биде направена за многу брзо време, со чија што помош ќе го спасиме видот на илјадници луѓе понатака. Морам да пообјаснам. Да. Самата корнија или самата рожница при вирусни инфекции и при повреди настануваат цикатриксти, настануваат иреверзибилни промени, со чија помош ние имаме добра рефракција на светлината. Кога настануваат такви патолошки промени, светлината не доаѓа на своето место во внатрешниот дел на окото. Со помош на трансплантацијата веќе повторно светлината и насмевките ќе им ги вратиме на сите наши пациенти. Ова значи дека доколку има повреди на окото, односно изгореници или било физички... било инфекции, било вирусни инфекции. Така. Значи, се трансплантира ткиво. Интервенцијата се работи во локална анестезија. Што значи пациентот буквално ќе биде... Ќе биде свесен. Така. Интервенцијата трае околу половина час ке трае. Така да... и ние нетрпеливо го очекуваме така самиот почеток. Имаше ли потреба и од таков вид на операции на овие простори на Балканот и во нашава земја? Апсолутно да, затоа што сите такви видови на интервенции се изведува надвор од нашава држава. Веќе Европската очна болница не само регионален, него прераснува во Балкански офталмолошки центар за офталмохирургија. Така. Ова се нарекува кератопластика, тоа е операција кој што ќе можат нели сите оние пациенти кои што имаат потреба за трансплантација на рожницата, дали веќе сите оние административни бариери се завршени? Се мисли на решение од Министерството за здравство од во тој аспект, од Фондот за здравство, просвете, дали веќе може конечно и добили дозвола Европската очна болница веќе ги доби потребните документи и поздрав до сите представници на власта кои што ни овозможија за да се бориме за подобар вид на сите наши пациенти. Докторе, сакам да ве прашам, со оглед претпоставам дека и во овој дел од државата, во југоисточниот дел, има пациенти кои што имаат потреба од трансплантација на рожница. Може ли веќе да закажуваат термини во Европската очна? Веќе имаме направено вейтинг листа, потребите за трансплантација на рожници, верувајте, имаме повеќе од 300 пациенти кои што се на листата за чекање. Овој вид на интервенција ќе биде преку фондот. Одреден број на пациенти и фондот ќе ги покрива трошоците за
самото лекување. Добро, докторе, за да ни биде појасно и намин овде и на гледачите од Југоисточна Македонија, што значи тоа? Дали значи подобрување на видното поле, така, ако можам да се изразам, на видот на пациентот и едноставно ќе ги нема тие проблеми, барем до сега што ги има? Токму така, со самиот трансплантат, значи, му се нормализира видната функција на секој пациент. Многу е битно во пред самата операција, повторно да се направат сите диагностички процедури со помош на најсовремената технологија која што ја имаме. Да ја видиме состојбата на оптичкиот нерв, со помош на оптичка кохерентна томографија, значи компјутер за очи. Да е состојбата на задниот сегмент стабилна, успехот е загарантиран. Затоа што окото ќе си ја има и истата функција кој што си ја имало и претходно. Затоа што причината за недобриот вид или за минималниот вид е во самата корнија, која што или од траума, повреда, или од изгореници, може да бидат тие хемиски изгореници, инфекции, вирусни инфекции, каде што епителот хипертрофира и побелува, што значи корнејата не си ја врши својата функција, место светлината да оди во внатрешноста на окото до центарот за видот, светлината не може бариерата да ја пробие. На ваков начин, со помош на трансплантацијата на корнеите, овозможуваме бистрина, овозможуваме повторно нормален и добар вид на сите пациенти. Убавината се состои во тоа што рожницата е единствен орган кој што организмот не го отфрла. Тоа и сакав да ве прашам, нели тоа е трансплантација, може да се случи на бубрези, колку може организмот сето тоа да го прифати? И уште едно прашање апропо тоа, за колку време пациентите постоперативно можат веќе? Значи, многу е битен квалитетот на самата рожница. Ние сме комплетно спремни и во однос на техниката која што ја донесовме спекуларна микроскопија. Со помош на тој апарат се гледа дебелината на самата рожница и дури бројот на ендотелните ќелии. Значи, како орган, како ткиво, самата рожница има и илјадници ендотелни ќелии. Ние ќе увезуваме најквалитетни рожници. Што е најинтересно за секоја рожница, дека нема крвни садови и организмот по хајла типизација не ја отфрла. Значи, организмот новата пресадена рожница си ја задржува. И на тој начин, со помош на големото искуство кој што го има стручниот тим, кој што е веќе максимално спремен и екипиран, може тоа многу брзо и ефикасно да го реализираме. И брзо и ефикасно ќе го реализираме, затоа што веќе турските мои колеги со оваа проблематика во нивната болница што ја имаат во Сахарија, нивната болница се вика Инџи Ѓос Хастане, бисерна очна болница. Значи, искуството кој што го поседуваат за овој вид на операција е многу клучен за добриот вид на сите наши пациенти. Поштовани гледачи, значи веќе слушнати од доктор Заев дека доколку имате потреба од трансплантација на рожница, односно да го подобрите видот, тоа можете да го направите во Европската очна болница, каде што за некој месец ќе почне да се врши таа операција и едноставно, слободно може да закажете термин, барем по она што го слушнав, дека дел од пациентите може да одат и преку фондот за здравство, така? Точно. Добро, господине, тоа е како новитет кој што ќе биде заев од Европската очна болница, но кога сме овде, би сакал, кои се оние најчести операции кои што се прават во Европската очна болница? Ги спомнавте вашите колеги кои што имат огромно искуство. Нашата традиција на успешност продолжува. Од кога е отворена болницата, веќе скоро 3-та година, направени се илјадници успешни прегледи, а уште толку успешни диагнози. За да направиме една успешна интервенција, потребни се неколку предуслови. Одлична диагноза. Да се провери фактичката реална состојба на целото око. Диагнозата со помош на
стручниот тим, затоа што во болницата имаме и 5 македонски одлични доктори, поседуваме 20 анестезиолози, и за новитетите во и за новитетите ќе ги објасниме. Значи, за да дојдеме до една успешна операција, сите параметри се неопходни. Функционираме како Европа во мало. Значи, сите фактори, кога диагнозата ќе ја имате во своите раце, значи, точната диагноза е многу битна. Со помош на нејзе можеш да ги направиш и најтешките операции, затоа што веќе сите параметри ги имаш со себе. Значи, Европска точна болница има најсовремената апаратура, барем кога станува за офталмологија. Токму така, што е доста битно, која што ни е од голема помош. Така. Пред малку кога спорувавме за рожницата, рековте дека имате топографија на рожница. Да, поседуваме Орбит Скен, со чија што помош исто при различни заболувања или, например, при кератоконус, каде што самата рожница добива облик на конус. И со помош на тој апарат комплетно на целуларно ниво се гледа топографијата, како една географска карта, замислете. Така сите слоеви и сите делови од рожницата ги визуализираме. И според незиниот квалитет, односно според незината дебелина, знаеме дали пациентот може да направи рефрактерна хирургија, дали може да направи ласер екзајмер, дали може да направи